Здраво, вие слушате Радио Канал 103, ова е 93-тото издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија посветена за актуелни и квалитетни ТВ серии, а во денешното издание на емисијата ќе ви говорам за приказот на футуристичкиот свет во кој владеат корумпирани корпорации во модерните мегалополиси, кај што не е воопшто ефтин животот, кој доколку не дојде до негово загрозување, убаво е да се има платено некој поскап медицински пакет, например. Во овој свет, во кој што богаташите не само што дишат поразличен воздух од обичните смртници, нивната свест ќе може да се аплаудира во некој си клауд и да си обезбедат свој вечен живот и престој на земјата со даунлодирање во некој идно тело, се појавуваат група на одметници во овој свет кои што со нивните засилени телесни способности со помош на хибридизацијата со механичките надоградувања извршуваат мисии со кои што задаваат удари на корпоративниот систем, но и си создаваат непријатели во таа нивна борба за оформување на некаков си слободен простор каде што би можеле да функционираат надвор од прерогативите на наметнати кои што ги наметнуваат корпорациите за контролирање на секој чекор на жителите, кои што се превртливи и пред се сакаат да ги злоупотребат за нивните цели. Станува збор за анимираната серија Cyberpunk Edge Runners, за која што ќе ви говорам во денешната епизода на ТВ 103, која што ја започнавме со две одлични композиции, а тоа беа Like Hell и Death Tripper, кои што се наоѓаат на студиското издание на бендот Abrams, именувано како In the Dark. Abrams е бенд кој што доаѓа од Денвер, Колорадо и со себе се разбира дека го понесуваат пустинскиот звук, меѓутоа го комбинираат со алтернативниот рок-н-рол, се движат во тие домени со влијание и од гранж, со влијание и од психоделичните проминенции на рок-н-рол, имаат зачинети се малку и со построк, наликуваат, односно звучат на Queens of the Stone Age и го поседуваат тој heavy psych кој што е нужен чинител за зачинување на секој модерен stoner rock бенд, а по Like Hell и Death Tripper ја слушаме и Leather Jacket, која што исто така се наоѓа на нивното студиско албум In the Dark, албум кој што излезе во август, ако не се лажам, оваа година, односно септември, се извинувам. Предходниот албум мислам дека беше Modern Ways од 2020 година, меѓутоа ја задржуваат разиграноста која што треба да ја поседува еден stoner rock бенд во контекст на заразните мелодии кои што ги имаат, така што слушаме Leather Jacket во продолжение и најавата за Cyberpunk Edge Runners. Доколку сакате да знаете како се живее во градот на иднината, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Затко Јелевски, а вие останете вклучени. Започна програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата ТВ 103 со своето 93-то издание посветено на Cyberpunk Edge Runners, кое што е полско-јапонско Cyberpunk веб аниме, кое се базира на видеоиграта Cyberpunk 2077 на CD Projekt Red. Анимирано е од страна на студиото Trigger за Netflix. Студиото Trigger се познати по изданијата Kill la Kill и Space Patrol Luluko, а еден од коосновачите на компанијата Hiroyuki Imaishi е и режисер на серијата, кој што е еден од аниматорите кои има работење на култните Neon Genesis Evangelion, Fullmetal Alchemist и Redline, а режисер е и на Dead Leaves од 2004 и Гурен Лаган од 2007 година. Приказната на видеоигрите е на Бартош Штивор и, ако не се лажам, беше Јан Бартиковиќ и Лукаш Лудковски. Серијата е создадена од страна на Рафал Јаки, кој работи на ликовите, и светот кој е ситуиран пред се и измислен од страна на Майк Понсмит. Тоа е човекот кој што ја има креирано Cyberpunk Tabletop
играта уште во 1988 година, односно станува збор за таблтоп role-playing игра која има 4 едиции до сега. 1988 година кога настанала се настаните кои се одвива во 2013-та, втората е од 1990 со настани во 2020-та, третата е Cyberpunk version 3.0 од 2005 година издадена со настани 2030 и последната едиција издадена 2020 година и гласи Cyberpunk Red со настани во 2045. Значи таблтоп игрите хронолошки се пред самите настани од видеоиграта Cyberpunk 2077. Има две collectible card games се нарекуваат тие, односно игри со колекционерски карти, миниатурна таблтоп воена игра и две видеоигри пред се, не е само Cyberpunk 2077, претходно е 2D платформер од Cyberpunk Arasaka Plot од 2007 година. Полските креатори на серијалот игри Witcher, CD Projekt Red, ја создадува Cyberpunk 2077, кои што ветуваа повеќе од колку што можеа да исполнат, односно ветуваа револуционерен геймплей и отворен свет, и кога ја објавија играта, огромен беше бројот на љубителите на видеоигри кои што се жалеа за баговите и неисполнетото ветување и давањето на илузијата на сите можности кои што беа ветени од CD Projekt Red, и верувам дека 2 години подоцна се средени проблемите, што не треба да биде тоа некаква практика, посебно не на AAA игри кои што ги плаќате ѓавол и пол, која што стана пример зошто не смеат да се брзаат рокови за издавање на видеоигри. Нема машина да игра, ниту PlayStation 5, така што трудот кој што го вложуваме ние радиоводителите на 103 не се вреднува за да можам да си го допуштам играњето на играта, но моите пријатели имаат услови да ја играат и со години ги слушам нивните авантури и проблемите пред секој што ги имаат, соочувајќи се со механиките кои се ветени во играта и кои што не се исполнети, но заедничкиот именител е дека светот е впечатлив и уживаат да се движат во него и скоро сите имаат потрошено по 60-70 часа на игра, односно престојување во светот на Cyberpunk, што воопшто не е малку и доволно простор за да се приврза со ликовите кои што играат. Ретко ви говорам за аниме сериите, затоа што не сум пред средношколец и не сакам да одвојам време од животот за да гледам 100 епизоди од една серија, од една сезона, така што денес поретко гледам аниме серии, но од време на време им давам шанси. Netflix имаат посебен оддел за анимација, кој што оваа година ги објави Human Resources, Farzar и Beyond Puppycat. Во најава им е во декември Dragon Age Absolution, а од аниме сериите ги објавија Vampire in the Garden оваа година, Spriggan, Bastard Heavy Metal, Dark Fantasy и, ако не се лажам, Kagegui Twin, Tekken Bloodline и Rilakuma's Theme Park Adventure. Последната е Exception, која што ќе ја гледам во догледно време, а во најавија им е Romantic Killer, Lookism и најочекуваната антологија за мене, која што со нетрпение чекам да ја погледам, тоа е Junji Ito Maniac, односно Japanese Tales of the Macabre, која што ќе се појави во јануари дури наредната година. Cyberpunk Edge Runners брои 10 епизоди по 20 минути, што значи дека ќе изгледате за 3,5 сати. Јас намерно делев на парчиња за да ми трае што е можно подолго, гледав по 1 сат дневно, затоа што знаев дека многу брзо ќе се изгледа. Прилично заразно е гледањето на оваа серија и не сакав да изгледам во еден здив за да можам да влезам во светот кога ќе посакам, и уште еднаш посочувам тоа да биде подолго траен процес, иако 3,5 сати летаат, буквално во едно седнување може да ја изгледате. Во серијата Cyberpunk Edge Runners нели создаден е голем свет на футуристичка дистопија во кој владее корупцијата и криминалните кружоци. Тоа е свет во кој луѓето имаат технолошки импланти во телата, а во светот влегуваме преку ликот на Дейвид, импулсивно момче, кое што е при едно драйв-бај пукање, загинува неговата мајка, кое што одлучува да преживее како одметник, односно Edge Runner, кој го напушта елитното училиште, во кое што нели се подготвуваат учениците за да бидат дел од идните
вработени во корпорациите, а Девид станува платеник на црниот пазар со механички засилување на неговото тело, да ја занемари да го занемари пред се комплексот кој што му го има набиено дека е слаба кон страна на неговите врсници, што е еден конститутивен елемент во секое аниме кое што може да погледнете. Во овој Cyberpunk свет, иако ја губи неговата мајка, наоѓа и љубов и пријателства, но прашањето е дали ќе може да ги одржи во живот ако продолжи да го засилува своето тело, затоа што со секоја надградба на внесување на тие технолошки изуми во неговата кожа, и во формувајќи таа биомеханика, ја ризикува пред се детериорацијата на мозокот и иницира своевидна психоза, каде што ќе ја загуби контрола врз своето тело и ќе стане повеќе машина отколку човек, како нели тие пред него кои ги користеле овие технолошки засилувања кои завршуваат во негово тело, така што има еден магичен круг на засилување, меѓутоа кое следува со дополнителна казна. Значи секое засилување на самото тело не може да биде наградено за туку се одзема од квалитетот на живот кој што се става во ризик само за да се добие нешто повеќе од тоа што може телото да изведе. Едж ранери се борат за нивното место во цивилизацијата, односно тоа се пирати кои што сакаат да се зграбаат до нивното парче слобода во тој каузален систем кој е наметнат за поробување на обичниот човек, односно модерното робовладетелство, каде што буквално се оди исклучиво на работа, се живее за да се служи на големите корпорации кои што буквално на трудот на обичниот човек како едни праисториски вампири ја цицаат нивната животна енергија и буквално немаат никакви други погодности освен екзистенцијата на која што се базира нивниот живот. Действието се случува една година пред играта Cyberpunk 2077 во градот Night City, кој што е поделен на 8 населби, а Дейвид живее во најсиромашната во Санто Доминго. Тој е лоциран градот помеѓу Северна и Јужна Калифорнија, а футуристички свет со кој што раководат корпорациите кои што се составени од опортунисти, кои постојат благодарение на трудот на роботизираните вработени, кои не смеат да си дозволат да не работат за да преживеат, односно корупциите си го легализираат нивниот криминал, додека пак на улиците владеат новоформени банди кои што се вршат константни пресметки помеѓу себе, меѓу која е во една од тие пресметки загинува и мајката на Девид. Арасака е конгломератот кој владее со футуристичката Америка, со незините корпорации засадени во градовите, така што до крајот на емисијата ќе ви елаборирам на кој начин се разликува временскиот јас во играта од тој во кој што ние денес живееме, заради тоа што има едно мало отклонување каде што се прави таа историска метафикција во рамките на оваа игра, која што за мене е барем многу интересна за алтернативната историја во која што ја гледаме представата за Америка. А корупцијата е вочлива во секој домен на градот и еден од ликовите најдобро посочува дека никому не смееш да му веруваш во градот на иднината, кај што иако технологијата има заминато напред, моралната детериација ги оплеменува луѓето кои се обидуваат да се уништат еден со друг или нискачат повисоко во корумпираната хиерархија. Let you down, like a boy, smooth criminal, lucky you, all eyes on me, girl on fire, stronger, stay, humanity, my moon, my man, се насловите на епизодите. Станува збор пред се за 2D анимација, значи се користи традиционалниот пристап на аниме за кое што е обработено и ставено во формата ова серија, која и тоа како соодветствува со оглед на тоа што употребува естетизација која што потекнува од самиот стил на цртање кој што е вклучен во мангата, меѓутоа има интензивни бои и засилени се пред се сите аспекти на играта кои што остануваат недокажани и се разликува во одредени домени од неа со оглед на тоа што действието е во иднината на самата игра и
има таа одредени чинители кои го врзуваат играчот да мора да ги направи чинови действијата. Ова е засебна приказна која што е ситуирана во тој универзум, меѓутоа допира до неколку ликови кои што ќе ги пресретнете во самата игра. Има одредени места каде што мора да поминат и ликовите кои што се борат против корпорациите и во ТВ серијата, односно во самото аниме, така што има преклопување во тие неколку чекпоинти, меѓутоа ќе разговараме за тоа исто така во рамките на емисијата, а тука ќе направиме една кратка музичка пауза, продолжение ги слушаме Stoner Void со три композиции кои што се наоѓаат на нивниот албум Throbbing Rhythm of the Doldrums. Стана збор за бенд кој што ни доаѓа од Париз, Франција. Ова е исто така психоделичен стонер рок бенд со, односно, acid rock и влијание од heavy psych, значи удираме повеќе на психоделичните аспекти, меѓутоа има моќна дисторзија во нивното музицирање, така што од ова моќно трио од Париз ќе ги слушнеме композициите Lonely Mountain, 9 минутна сага и Fucking Love и Blue Moon Ritual, но трансцендентирање во исконски пространство кои што ќе не водат Stoner Void. Така што уживајте со нив и потоа се враќаме да ви говорам за ликовите кои што ќе ги пресретнете во Cyberpunk Edge Runners. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 93-тото издание на емисијата ТВ 103, во кое што ви говорам за Cyberpunk Edge Runners, односно во овој сегмент сакам да продискутирам за улогите кои што ги имаат ликовите кои што се анимирани. Серијата е предводена од Девид Мартинес, низ него влегуваме во овој футуристички свет, именно тој е американско-доминикански тинејџер кој го запознаваме како студент на престижната академија Расака, доаѓа од сиромашно семејство и поради тоа често го малтретираат со учениците кои што нели доаѓаат од богатите семејства, но затоа и не се пронаоѓа дека припаѓа баш во таа средина, откако ќе биде убиена неговата мајка од драйвтрук, го пукање, го напушта училиштето и се приклучува на одметниците кои се познати како Edge Runners, ќе стави технолошко засилување во телото и уште едно и ќе почне да става нели се повеќе и повеќе во себе, за на крај да го загрози животот од технологијата за која ќе мора нели да земе аминокиселини и разни други хемикали за да не го загуби разумот, со оглед на тоа што ја засилува својата брзина и ударите на неговите раце, и тоа е ликот низ кој што ги запознаваме пред се виугите во кои што се западнати ликовите во самата серија. Кен го позајмува гласот на јапонски език, Агилар за англиската итерација, Глорија Мартинес е мајката на Дейвид, која се убива од работа како болничарка за да ги плати школските рати Дейвид на академијата Расака, иако таа нели е почината во една престрелка. Јурика Хино го позајмува гласот за јапонската верзија, Глорија Гарауја за англиската. Луси Кушинада ја глуми, односно е лик кој на млада нетранер, односно група на програмери кои што кодираат за потребите на корпорацијата, која кога ќе согледа колку е корумпирана, ќе стане пред се хакерка за Edge Runners, таа се заљубува во Дейвид и го вовлекува пред се у криминогеното подземе на Найт Сити, со кого посакува да оди заедно на месечината. Аои Јуки е јапонскиот глас, а англискиот е Еми Ло. Мейн е ветеран Edge Runner кој ја предводи неговата група пред се на Edge Runner, каде што припаѓаат и Дейвид и Луси, клиенте на Глорија, и го прима и подучува пред се Дейвид во екипата. Хироки Точи јапонскиот глас го позајмува, Вилијам Си Стивенс англискиот. Ребека е помалата сестра на Пилар, и двајцата се дел од екипата Edge Runner, која што милува да пука на се што ќе види. Томаја Куросава е јапонскиот глас кој што го позајмува, Алекс Казарес англискиот.
Пилар е хакерот кој што пцуе на се живо и диво, исто така дел од екипата на Мейн, постариот брат на Ребека. Ватару Такаги го позајмува јапонскиот глас, Јан Джеймс Кордет се извинувам англискиот, Дорио е девојката на Мейн и негова заменичка поглед на задавањата на наредбите во друштвото. Мичико Кајден го позајмува јапонскиот глас, а Мари Уестбрук англискиот. Киби е ветеранка нетранер, која што е ладнокрвна стоицистка, дел од екипата на Мейн. Такахо Хонда јапонски глас, Стефани Вонг англиски. Фалко е шоферот на Мейновата екипа, кој сака да се дружи со Edge ранери во слободно време. Јасујуки Касе во јапонскијата верзија, Метју Мерсер во англиската. Фарадеј е фиксер кој што работи за Милитек. Тој ја најмува екипата на Мейн, најчесто за да изведуваат корпоративна шпионажа против Арасака, додека не ги обелодени неговите апетити и заврти против ник. Казухико Иное е јапонската верзија овој лик, а Джианкарло Еспозито во англиската. Рипердок, тоа е најчесто гледаме како инсталира кибернетски надоградувања на телото на Дейвид, кој му дава и потребните супресанти за да не полуди, најчесто со јамајкански нагласок. Во англиската верзија Борч Етиен го глуми, а во јапонската е Кенџуро Цуда и секако Адам Смешер, последниот крал, ако може така да се изразам со термините на видеоигрите, со кој што се бори Дейвид, митологизиран, ладнокрвен и комплетно кибернетски надграден супер војник, малтене Робокап кој што работи за Арасака како шеф на обезбедување. Во јапонската итерација го глуми Јукихиро Мисуоно, а Алек Њуман го позајмува неговиот глас во англиската верзија, така што централни ликови се пред се еджранерите, односно членовите на друштвото на одметници кои што се борат за својот начин на екзистирање, кој што не соодветствува пред се на начинот на кој што ги контролираат пред се животите на жителите на најците од страна на големите корпорации, односно Арасака и Милитек. А во поглед на самите спецификации кои што ги има серијата, таа има најава, тоа е одлично прикажување на ликовите и пред се светот во самата најава, со стриповска естетика, со интензивирани бои, како и впечатлива композиција на Франц Фердинанд, која што е запамтлива, препознатлива, по која што ќе имаме можност да слушнеме на крајот на емисијата. Режисери на епизодите се Јошијуки Канеко, тој го работи и пилотот и финалето на оваа серија, а помеѓу овие две епизоди, по неколку епизоди имаат и Јуичи Шимодаира, Мајо Вада се извинувам, Акира Фурукава, Кодај Накано и Томојуки Мунехиро. Во поглед на музиката, огромен број на артисти работат на самиот скор, односно на самиот саундтрак, се извинувам, во рамките на музиката која што е употребена, заради тоа што најчесто таа и се базира на самиот саундтрак, а нема дополнителен скор, односно има електронска музика која што ја работат Redboy, Earth Tracks и Poly, има метал од бендовите Antigama и Mastiff, има рок-н-рол од Alliance и Snot Abundance, така што има бројни поп изведувачи кои што мене секако дека не ми се познати, меѓутоа музиката треба да рефлектира некаква си музика која што би се слушала во иднината во овој футуристички град, така што дел од овие бендови ќе имаме можност да слушнеме и на самиот крај на емисијата, каде што е приредев една селекција од самиот саундтрак на Cyberpunk, во која што ликовите се ситуирани во футуристичкиот град Night City, некаква спрега помеѓу едно неонско Токио и Лос Анџелес, значи се прави еден футуристички град каде што постојачки е јазот помеѓу екстремно богатите и екстремно сиромашните. Има причини зашто авторот на Neon Genesis Evangelion и Redline е најмен за да работи на серија за деца кои што прераснуваат во роботи.
и се бркаат автомобили низ улиците, заради тоа што тоа се два специјалитети со напоменувањето на Redline и Evangelion, кои што ги има иновирано во самото аниме авторот кој што работел на нив. Во поглед на монтажата, прекратки се епизодите и премногу содржина има за градење на светот и опфатено е неговата големина пред се и пак нема делови од градот, например номадите се надвор од градот и не се застапени, ама монтирани се пред се потфатите на бунтовниците и одлично е балансирањето на мелодрамата и акцијата. Футуристички има додатоци на самите тела ликовите, како што е рветот на Дейвид или па боксовите кои што ги посетува, кои што се механизирани. Надчовечките можности се своевиден начин на победување на природата и доловување на тие надприродни аспекти и има хумор во концептот која се исмејува, нели, малиот која новодојдениот во друштвото, а во контекст на еротика може да кажеме само дека има нацртани соголени женски ликови во базените, меѓутоа нема примена на еротика, тоа се чува за еден сосема поразличен аниме жанр кој што не допира оваа ТВ серија до хентаи, например. А во поглед на ефектите има движење со сенките во боја, како што се движи во успорувањето на времето самиот Дейвид, така што има интересни потфати кои делуваат на видеоигра, кои се присутни и во самата серија и има грозоморни убиства, летаат глави на сите страни, има крвопролевање, така што барем на тоа рамниште има експлозија на крв оваа серија во контекст на жанрот. Ова е научно-фантастично дело, односно cyberpunk аниме. Има флешбек на враќање на ликовите, кога, например, Лусид прави една реминесценција на тоа што се случувало во нетранерите и како таа дознава за подлегнувањето на бескрупулозноста на корпорацијата. Има халуцинации кои што ги добива, например, самиот Дейвид, кога постепено полудува, односно се доведува до самата граница на издржливост на телото, во кое што тој ја предизвикува пред да му крешне неговиот систем во главата, така што се поигрува серијата и на рамниште на халуцинирањето и спроведување на ова индуцирано продирање на другата страна и секако има еден меѓусвет, односно така наречениот интернет, односно нет, во серијата каде што се кодира, односно се создава една своја мрежа на поврзаности. Се користи, нели, има две верзии на оваа серија, имате дабирана англиска или јапонска, така што ако сакате повеќе да читате, а не да слушате, тогаш може да се изберете и јапонската верзија. Контекст на недостатоците преобемен е светот и не може комплетно да се восприеми од една 3-часовна сезона. Нема да се начнати сите лигови ниту во играта, ниту тие што може да се забележат во овој свет за ова време трајање, може би е преблиску до некаков си амалгам на Neon Genesis со Cowboy Bebop. Не во градење на светот, туку во тропите кои што се темелат ликовите, односно во мека концептот и во тимот на одметници кои што се збира. Хакирањето секако дека е иновативно, ама се друго е научно-фантастична фарса која што го има убиено жанрот уште во 80-тите години, ама никој не му кажал дека е мртов. Авторството е присутно во Blade Runner, Акира и Robocop, а тука се берат само плодовите од класиците и се реконтекстуализираат во рамките на овие мегалполиси на иднината кои што представува Night City, кои ги има тие флуоресцентни неонски нели предели во кои што е оплеменет. Задржан е континуитетот на епизодите, се кратки и ефективни, така што многу брзо се гледаат и нема празен одвони воопшто. Погледам градењето ликовите, повеќе време е остапено на Дейвид, многу малку на споредните ликови, со по некоја реченица за нив и флешбек, што би правеле. Како што веќе ви напоменав, постои Tabletop игра од 1988 година, како и видеоиграта Cyberpunk од 2077, во која играте еден лик кој што е именуван Ви,
И во зависност од тоа дали ќе изберете да бидете номад, племе кој што живее надвор од рамките на Night City, односно надвор од правилата на градот, тие се своевидна верзија на одметници кои што хајде да ги наречеме хипици, да ги наречеме байкери, да ги наречеме маргиналци кои што не сакаат да играат по правилата на градот. Може да бидете рок, односно самите сайбер панкери се еден вид на рок одметници кои што се борат, или па да бидете составен дел од корпорацијата, која и да се искачувате во хиерархијата на оваа корпорација, нели? Каков лик и да одберете да креирате за да играте во неа, мора да поминете низ чекпоинтот во кој што треба да посведочите на снимката на заташкувањето на убиството, да бидете предадени или па да се пресметате со Адам на патот кој ќе ве однесе во Арасака. Тие чекпоинти ги има и во серијата, пресликани се, со тоа што повпечатливи нели се споредните приказни и десетината краеви кои што секое играње се збогатуваат, нели, во секој играч го збогатуваат во неговото играчко искуство, затоа што зависат од различни одлуки кои што ќе ги донесе играчот во играта. Тука се поставува, нели, и прашањето за илузијата на избор и колку илузии се доволни за еден играч, колку е тоа балансот во контекст на самиот геймплей кој што нуди и каде заостанува пред се за тоа форматот на серијата, односно дали може со еден лик кој не се игра да се поврзи гледачот на ист начин како што се поврзува во овој имерсивен свет. Тоа е една филозофска дилема која што ја оставаме, ја отвораме тука, меѓутоа ја оставаме за некаква си друга димензија, со оглед на тоа што ако заглавите со одлуките кои што му ги наметнувате да ги прави еден лик барем 50, 60, 70 часа додека играте и во сите споредни патишта, и тоа како ќе бидете повеќе поврзани со него, доколку гледате повеќе ќе бидете поврзани додека играте со него, отколку да гледате 3,5 часовна серија, која што некој ви наметно една негова визија за гледањето. Така што интересно е да се направат тука паралели помеѓу играта и самата ТВ серија и да се разграничи дека станува збор за два различни медиуми кои што абер немаат еден од друг и имаат различни правила на игра, така што многу внимателно треба да се прави паралелата заради тоа што не може да се прелева од еден на друг начин ако не се преведе всушност во контекст на нормативите кои што се потребни за создавање на една видеоигра и создавање на една ТВ серија, кои што се два различни света и не треба тука да се мешаат баби и жаби или да се пресликуваат формули од една на друга сфера кои што дефинитивно не функционираат. Така што тие бабини деветини да ги тргнеме на страна во поглед на одредени референци, мора да се напомене дека светот во Cyberpunk е паралелизиран со настаните од светот во кој што ние живееме, со тоа што лидерите на компаниите се родени во 20-тиот век, се случиле двете светски војни кои што не се случиле на нас, паднал Берлинскиот зид, ама во 80-тите години, 1980-тите, настанува двоење помеѓу реалноста и светот во самата видеоигра. Се образува така наречена Gang of Four, односно групација на 4 тајни служби во Америка. Во 1989 се образува, односно тие се наменете, оваа групација е наменета за раководење со САД. Во 1990 е првиот воен конфликт помеѓу Северна и Латинска Америка, војна на дрога со синтетичка, пуштање синтетичка дрога се одвива во 1992, фрлена е првата нуклеарка во Њу Јорк 1993, паѓа берзата 1994, се појавуваат бандите на улиците, а 1996 буквално се настанува нова криза во Америка со јаз помеѓу мегакорпорации и сиромашни. Убиен председателот на САД, земјотрес се случува катастрофален во Лос Анџелес, настанува суша во 1998 и зарази се шират во 2000-те, така што на крајот на
20-тиот, односно на крајот на 21 век настанува, на почетокот на 21 век, крајот на 20-тиот настанува детеријација на САД. Во 2001 година се состава самата мрежа, односно нет, интернетот во овој свет и започнува контролата од страна на мегакорпорациите, односно организациите. 2003 година е втората војна во Латинска Америка со потреба од cyberware за војниците, односно кибернетска надоградба на нивните тела. Во 2004 е првата корпоративна војна, значи надвор од овие војни во САД настануваат 4 корпоративни војни, во кои што првата заседува помеѓу IBM и американска компанија, европска и американска. Во 2006 година настануваат вештачки органи и механички израстоци. Cyberware 2008 е втората корпоративна војна, каде што е војна помеѓу два нафтени конгломерати, има и една орбитална војна надвор од земјата, настанува клонирање, биолошка војна има помеѓу. 2014 се прави AI и трета корпоративна војна 2016-та, меѓутоа таа се одбива на нет, нема човечки жртви на неа, меѓутоа војната се одбива во дигиталните пространства, човечкиот клон е правен 2017-та и во периодот од 2020-2030 настанува четвртата корпоративна војна помеѓу Арасака и Милитек, односно воената формација на Милитек со корпорацијата Арасака, и се појавуваат мигранти од Хаити, односно така наречените Voodoo Boys и мал милион на мафии кои што заседуваат, односно владеат со улицата. Слични настанува преписка во рамките на овие банди и во самата серија пред да настане действието од Cyberpunk 2077 од видеоиграта. Слични серии се Arcane, Ghost in the Shell Standalone комплексот, Altered Carbon, Castlevania, The Legend of Korra, Cowboy Bebop, Mr. Robot, Westworld, Blade Runner, Black Lotus, Invincible, Technolize, Cyber City OE до 808, Promare, се вкупниот Bubblegum Crisis, ајде така да речеме, со сите итерации во него, Megazone 23, Akudama Drive, Psychopath, ќе споменеме серијата, Dimension V, Black Lagoon, Gungrave, No Guns Life, VV, Floritize Song, Neon Genesis Evangelion и многу други аниме серии кои што се работени со Cyberpunk елементи, одметници против корпорации, сите тие тропи кои што се доминантни и во Edge Runners. Со оглед на тоа што постигната е убедливоста за доловувањето на Cyberpunk светот, има баланс помеѓу акционите и драматичните секвенции за се образи, таа атмосфера, гледливоста дефинитивно е загарантирана. Девид во самиот епилог максимално ќе го напне својот организам во борбата, што ќе подразбира дека нема враќање назад и ќе мора да ја направи жртвата за општото добро, што е еден фатален крај кој е за пофалба, за да може нели девојка му да шета на месечината. Во контекст на само аниме има 9 од 10 од мене, иако малку е силена ова оценка, бидејќи сепак користи прерогативи кои што се добро проџвакани во самата Cyberpunk сфера, меѓутоа создава една интригантна приказна за раководството и за хиерархијата во ова друштво на одметници кој што е прилично квалитативно разработено, а и анимацијата е на самото ниво кое што заслужува да биде една анимација денес. За продолжение се разбира дека треба да има, затоа што во овој обемен свет колку ви душа сака има приказни, посебно приказна за панкерот кој што става бомба во корпорацијата, во самата видеоигра, така што има моќ, нели, каде што секогаш постои моќ, секогаш ќе има и отпор, така што убаво е да се истражат сите други ликови во овој свет, нели, сепак тука треба да ги има и номадите, и секташите, и снаферите, па и автомобилите кои што имаат криза на идентитет, така што Cyberpunk е обемен свет кој е плоден за многу антолошки продолженија и се надевам дека дел од нив ќе може да ги погледнеме, а доколку сакате да присуствувате на квалитетни уметнички перформанси во рамките на нашиот
град, така што може да одите утре на концертот на прославата 15 години на Shock Troopers во Младинскиот културен центар. На 9 ноември ги имаме Thousand Mods кои што гостуваат во исто така во МКЦ со концерт кој што започнува од 19 часот и секако на 27 ноември се одржува новото издание на Luzerfest во Младинскиот културен центар, кај што ќе се надпреруваат бројни млади бендови вечерва. Од 20 часот има промоција на Ноќни луѓе, избор на песни од Иван Херцог во издание на ПН публикации. Потоа ова сабота има концерт Lord Keepers Guild во Сент Патрикскиот паб со една хеловинска едиција, има концерт на Кайл во Браво ова сабота од 22 часот, Јоана настапува уживо 103 во недела во 20 часот и секако во Браво настапуваат на 4 ноември Амброс и Ангза. Да не заборавам и J-Rock и Visual K хеловинска забава во База утре во 20 часот, а ова сабота од 18 часот може да присуствувате Скопје Drum Factory во МКЦ, како и на концертот на Репетитор во МКЦ во 21 часот, исто така ова сабота во Младинскиот културен центар. Така што имаме богата недела на културни настани кои што ни предстојат, со надеж дека ќе искусите нешто што може да понуди културниот живот на Скопје. За крајот на емисијата ќе слушнеме две композиции на Realm Drifter, односно станува збор за бенд кој што ни доаѓа од Fort Worth, од Тексас, Doom Stoner Metal Band, кој што го издадува нивниот прв албум кој го носи истиот назив како и самиот бенд. Ќе слушнеме Fire for Wolves и насловната Realm Drifter, и потоа следуваат Франц Фердинанд со This Fire, насловната тема о Cyberpunk. Ќе слушнеме и Health на Major Crimes, како и агресивната Kevin од Антигама, и ќе завршиме со Девид Поцијадло, кој што ги прави, односно од јавната тема која е воочлива од самата ТВ серија. Вие го слушавте 93-тото издание на емисијата TV103 со Златко Ѓерески, кај што детално ги анализира квалитетите и недостатоците од првата сезона на Cyberpunk Edge Runners. TV103 е уникатен сигнал кој се појава секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао!